Благодарам, почитувани граѓани, почитувани медиуми. Јас имам три пратенички прашања и трите прашања ми се до председателот на владата господинот Димитар Ковачевски. Едното прашање ми е од економијата, а другите прашања ми се од актуелните теми кои што секојдневно го обременуваат македонското општество. Господине Ковачевски, го слушав одговорот на претходните ваши прашања и пресконференциите кои што ги држи вашата партија од аспект на економијата и за вашите така наречени економски успеси. Во изминатиот период беше актуелен еден извештај на Светската банка, која што со една жешка, би рекол со еден жежок шамар ги симна розевите очила кои што ги имате вие и луѓето кои што припаѓаат или кои што се во орбитата на вашето мнозинство. Извештајот на Светска банка го потврди тоа кое што го знаат и граѓаните, кои што го коментираат сите во оваа држава од стопанството до граѓаните, до компаниите, до пензионерите, до учениците, до студентите и сите засегнати групи. А тоа е дека сиромаштијата, дека пропаста на вашите економски политики толку галопирачки ја го зема данокот што Република Македонија станува држава во која што 600.000 граѓани живеат на маргините на опстанокот, а дополнителни 80.000 граѓани живеат и на маргините на сопственото самоодржување. Може да се види дека секој дневно има по некој нов скандал каде што некој од владината коалиција е обвинет или некој негов близок за милиони евра народни проневерени пари, за купување на поршиња, за купување на трговски центри, за стекнување на државни имоти во кои што нивните компании потоа стекнуваат милиарди, би кажал или во денар или во евра, во кои што секојдневно блиските до владините функционери се подсмеваат на маката и на сиромашниот народ. Без малку да нема вести, без малку да нема ниту еден ТВ дневник на било која телевизија каде што нема да ги пуштите вестите, а ќе видите родители и ученици како се жалат дека не може да го поминат месецот, бидејќи во истата таа анкета од Ендија која што ја спомена колешката пред мене, како најголеми 5 проблеми кои што го обременуваат македонското општество се проблемите од екзистенцијален карактер. Она кое што сакам да ве прашам и она за кое што сакам да искоментирам, господине Ковачевски, од кога вие сте премиер досега, цената на храната е покачена за 44%. Цената на домувањето, тука спаѓаат и сметките за вода, струја и така натака, е покачена за цели 27%. Цената за одржување на здравјето е 13%. Господине Ковачевски, ако ги видите пресметките на ССМ за потрошувачката кошничка, ќе видите дека секојдневно тие три вредности растат, односно само тие три вредности го опфаќаат 75% од тоа кое што се нарекува месечно примање на едно четворочлено македонско семејство. Вашите функционери ги навредуваат, ги игнорираат и ги едноставно да кажам ги отстрануваат пензионерите од сите владени институции. Им се подсмеваат, им лепаат етикети. Ако ќе го пуштите, како што кажав, ТВ приемникот и кога ќе гледате вести, гледате луѓе кои што во своите зрели години, кои што го поминале вредно и честно работниот век, плачат, буквално плачат пред камерите затоа што не може да си го поминат денот. Господине Ковачевски, кога ќе ги тргнете сите тие работи кои што ви ги соопштуваат од вашиот прес-центар, прашањето ми е директно и едноставно. Дали вие мислите во услови на ваков ценовен шок, во услови на вакво тешко преживување, може еден просечен пензионер во Република Македонија со овие примања кои што ги има пристојно да го помине месецот кој што е од 30 до 31 ден. Второто прашање. Анкетната комисија, Комисијата за финансирање и буџет, во изминативе денови расправаше за извештајот на Државниот завод за ревизија. Таму има многу загрижувачки информации и само ќе ви кажам неколку работи кои што ги спомена главниот државен ревизор за кого што и во оваа прилика ќе го пренесам ставот на сите пратеници, беше изработен крајно професионално одговараше на сите прашања. Господине Ковачевски, ова е најголем скандал во поновата македонска историја од аспект на здравствената заштита на граѓаните. Господинот главен ревизор кажа дека Министерството за здравство не ги читало извештаите од Државниот завод за ревизија. Кажа дека монополот при набавките, оваа компанија која што е блиска до вас, заради тоа што вие именувате директорката на клиниката за хематологија Пановска, која што си доделува тендери на таткото Пановски, односно да бидам искрени и реални, веледрогеријата Пановски, која што е блиска до СДСМ, која што ви носи финансиски средства во партијата, но за тоа во друга прилика, ги става во монопол јавните здравствени установи, за да тие ги почитуваат условите кои што по оваа ги наметнува.
Исто така кажаа дека кабинетите и министрите морале да знаат за тоа што се случува, затоа што се врзани со членови на закон. Тука е заменичката, може да ви каже точно, доколку не сака, јас ќе ви го цитирам членот во кој што изричито е кажано дека морале да знаат све што се случува. Понатаму дека се објавувале тендери за лекови без одобрение на фондот, дека има отсуство на протокол, на софтвер и на систем внатре. Ако министерот или заменикот знаеле, тогаш требало да знаете и вие, господине Ковачевски. Требало некој да дојде и да ви каже и да ве извести за тоа што се случува таму. Или во најмала рака, господине Ковачевски, вие сте требало како премиер да го земете годишниот извештај на Државниот завод за ревизија, да го разгледате и да реагирате. Од тој момент натака и покрај тоа што сте го имале тој извештај, вие во владата немате формирано никакви работни групи за да ги наблюдуваат, за да ги администрираат и да ги средат тие забелешки кои што се напишани во Државниот завод за ревизија. Само да ве подсетам, таму има над 60 на институции во кои што, внимавајте, имало забелешки за други институции за кои што имавме скандал, како на информатичкиот систем за Фондот за здравствено осигурување. Погледнете го слободно, почитувана јавност, новинари и пратеници, ревизорскиот извештај на ЕЛЕМ или за клиничката болница во Битола. Прашањето ми е следно, Ковачевски. Дали како премиер вие можете да гарантирате дека во наредниот период нема да се случи ваков сличен скандал во друга јавна здравствена установа? Прашањето ми е конкретно и очекувам да ми одговорите. Третото прашање. Вакво епско бегање од избори до сега е невидено. Бегате од дуели, бегате од новинари, бегате од сите оние кои што не мислат како вас, а такви ги има доста. И ако СДСМ беше запомената по бегањето од избори во оние 11 години додека заслужено бевте во опозиција, сега вие барем во тоа може да ви признаеме дека ги надминавте и тие кадри на СДСМ. Бегате да се соочите со народот, не кажувате дали ќе формирате работни групи, не сакате да разговарате за датум на кој што ќе се одржат изборите, мислите дека така ќе купите уште некој ден на власт, јасно ви е со што се соочувате, бидејќи истите анкети кои што ги добиваме ние, ги добивате и вие. Дури на смешна анкета што излезе на неделникот Фокус, во кој што 103, 105, 110% имаше кога ќе ги соберете кумулативно процентите. Не можам да ве разберам зошто од една страна зборувате дека буџетот е стабилен, дека е фискален, дека фискалните трошоци се намалени, од друга страна велите дека одвоени избори кои што ќе се случат во рок од неколку месеци се добри за државата. Зошто одбивате да кажете колку ќе биде закочена државата додека тие избори се одложуваат? И сметам дека тоа бегање од народот, може би вие го разбирате затоа што уште неколку месеци ќе траат вашите политички кариери, на вас и на многумина кои што ги гледам тука. И дека ова е вашето последно танго во политиката и последно седење во топлиот скут на оние од Мала Речица кои што сега ви кажуваат кој да ги добие лиценците за организирање на игри на среќа, за тоа да одлучат кој ќе ги добие лиценците од Министерството за економија, за да одлучат за тоа кој ќе иде на мисија во Арама, за да одлучат кој денеска, дали двајцата браќа од Делчево или оној началник на организиран криминал ќе го собере рекетот во Скопје, за тоа кој денеска ќе отиде некаде да се обиде да убие некого и да помине неказнет и на Твитер, на ТикТок да го има сторителот со име и со презиме, а само МВР на Спасовски да не знае кој е сторителот, мислите дека тоа ќе ви донесе одредено доближување на гласовите за да можете потоа да се пазарите. Нема да должам повеќе, прашањето ќе ми е кратко и јасно, односно ќе ви го поставам прашањето за кое што секој еден граѓанин во оваа држава се интересира. Ковачевски, кога планирате да престанете да бегате од соочување со народот и зошто бегате од војни избори? Благодарам. Пратеникот Бојан Стојановски постави 3 пратенички прашања.